Одлуката за почетокот на школската година е одложена за утре. Иако се очекуваше, Комисијата за заразни болести и представници на Министерството за образование денес не ги соопштија протоколите според кои од септември треба да се одвива наставата. Во преговори сме. Крајното решение ќе го даде Министерството за образование и наука. Дилемата за сите е како да продолжи наставата од 1 септември. Во игра се три начини: физичко присуство, онлайн настава и комбинирана настава. Следната фаза е уште еднаш протоколите да се разгледаат во комисијата и потоа на седница на влада да се одлучи кој модел конкретно би се активирал, за кои околности и во која епидемиолошка состојба. Иако конечната одлука не е донесена, а министерот Адеми е на став дека до септември има доволно време, дел од училиштата уште од сега си ги проверуваат капацитетите и можностите. Нашето училиште има доволно капацитет да постапи согласно насоките од Министерството за образование и наука. За време на пандемија ги очекуваме се уште препораките од Министерството. Согласно препораките и ние ќе делуваме. Поради намалениот број на учениците во сите паралелки и има можности сите ученици да ги сместиме по еден ученик на една клупа, клупите да бидат во растојание од метар и пол, некаде може и до 2, така што доколку и бидат скратени часовите, можеби и одморите нема да бидат толку долги колку што биле претходно, така што професорите од еден во друг клас ќе влегуваат, а учениците нема физички многу да се задржуваат. Од друга страна, добар дел од родителите се залагаат за продолжување на онлайн наставата како безбедносна мерка, иако оценките за нејзината образовна ефикасност не беа задоволителни.